Нови построги мерки ќе се разгледуваат на состанок на Комисијата за заразни болести кон крајот на неделава, брифираат извори од таму за Телма. Ова следува откако повеќе денови поред процентот на позитивни од направени тестирања е висок, а вчера беше достигната и рекордна бројка на починати како последица од вирусот. Здравството е мобилизирано, кадарот е ограничен, а со ротации и со надополнување се исполнуваат задачите секаде каде што има потреба. Од завчера во функција се ставени капацитетите на интерните клиники во рамки на Скопскиот клинички центар под називот COVID центри. Таму се примаат оние така наречени средно тешки пациенти, кои што имаат потреба од кислородна поддршка, а кои што се претходно најавени од страна на болниците од каде што се препраќаат. Во ковид центрите на интерните клиники во изминатите 24 часа се примени 17 пациенти во центарот на клиниката за неврологија, 12 во центарот на клиниката за кожни и венерични болести, на Институтот за белодробни заболувања и ТБЦ се хоспитализирани вкупно 54 пациенти. За да има ред во сите болници каде што се примаат и лекуваат болни од ковид и за малку да се олесни работата на здравствените работници, ред ќе одржуваат војниците. Наредбата ја потпиша председателот на државата Пендаровски и за истата информираше на 5 ноември преку каналите за комуникација. А како тие ќе се вршат работата да објасни министерката за одбрана Шекеринска. Војниците без оружје, но наоружани со долгогодишно искуство, ќе внимаваат се да биде во ред пред болничките установи. Денеска разговаравме дека директното обезбедување со редарска служба најверојатно ќе го организираме со еден дел од поранешните професионални војници кои се уште работат во Министерството за одбрана и тие ќе бидат првата линија на поддршка. Тие се разбира нема да бидат ниту униформирани, ниту вооружени, но ќе обезбедат малку повеќе ред и информации за граѓаните. Дополнително на денешната седница на главниот штаб постигната е согласност и за отстапување на одреден број на санитетски возила со возачи од страна на армијата. Ваква помош ќе пристигне во некои од скопските клиники.